Председателот на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент Елмар Брок на денешната дебата улогата на парламентарците и нивните земји во реформскиот процес на патот кон Европската унија порача дека опозицијата во земјата мора да се однесува според правилата и дека бојкотот на парламентот мора да престане во случајот со Македонија. На дебатата на која присуствуваа и Антонио Милошовски, Радмила Шекеринска и Лидија Димова, Брок испрати силна порака дека опозицијата во една земја мора да биде заштитена од притисокот, но и дека мора да се однесува позитивно. Не верувам дека опозицијата треба да биде лојална, но секако мора да има начин за соодветно позитивно однесување. Не е правилно да не се присуствува на работата на парламентот и истиот да се бојкотира. Тоа е обструкција, гласеше пораката на Брок до социјалдемократите во Македонија. Тој додаде дека законска е секоја влада која е избрана со мандат од 4 години, се додека има мнозинство да продолжи да функционира. За романскиот европратеник Кристијан Дан Преда, бојкотот на парламентот е катастрофален. Тоа не е вистинскиот начин, посочи тој на дебатата. Тоа е минус во логиката на демократијата. Ако добиете мандат од граѓаните, вие не треба да ја бојкотирате работата на парламентот, изјави Преда на дебатата во Европарламентот во Брисел. Германскиот европратеник од редовите на социјалдемократите Кнут Флекенштейн се надоврза на своите претходници Кристијан Дан Преда и Елмар Брок. Ниту едно правило не може да ги смени резултатите од гласањето од изборите и опозицијата не треба да ги меша овие работи и сите овие правила и политичка култура не може на крајот на краиштата да ја сменат волјата на гласачите, на кои не треба да им се работи зад грб. Ова е пораката на германскиот европратеник од редовите на социјалдемократите Флекенштейн, искажана кон припадниците на СДСМ на дебатата во Брисел за политичка култура со представници на парламентите од земјите од Западен Балкан. Искусниот словачки пратеник во Европарламентот Едвард Кукан порача пак дека опозицијата мора да разбере дека не е срамно да се биде во опозиција. Поранешниот министер за надворешни работи на Словачка им посочи дека кога сте во опозиција имате време да ја градите партијата и да правите добри работи. Поминато неделната посета на американскиот помошник државен секретар на САД Викторија Нуланд на Атина, за време на која двете страни се фокусираа на грчката економска криза и грчкиот став кон Украина, и немаше јавни коментари за спорот за името на Република Македонија. Американскиот експерт за Балканот Даниел Сервер смета дека е јасно дека во Грција нема волја да се реши ова прашање. Сервер вели дека е потребен европски ангажман, особено од германската канцеларка Ангела Меркел. Мислам дека е многу јасно дека грчката влада не сака да прави компромис за да се реши спорот. Сака Македонија да не стои во името, што и јас сметам дека е смешно. Луѓето треба да можат да ја се нарекуваат како што сакаат. Има 1257 места во Соединетите Американски држави што го користат името Македонија и ни едно од нив нема претензии на грчката територија. И Република Македонија нема претензии на грчката територија, изјави Сервер за македонската телевизија по посетата на Нуланд на Атина. Инвеститорите во капацитетите за обновливи извори на енергија да се посетат само на реализирање на проектите без да губат време на административните процедури. Тоа наместо нив да го спроведува државата, изјави вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски на форумот во Стопанската комора. Тој нагласи дека потенцијалот во овој сегмент се уште не е доволно искористен, иако државата изминатите години стори многу, особено од аспект на регулативите и процедурите. Пешевски не е задоволен од време траењето на постапката, иако, како што рече, тука имало големо подобрување, зашто до пред неколку години не постоеле речиси никакви решенија за овој сектор и морало на брзина да се носат правилници за пуштање на некои објекти во употреба. Аеродромот Александар Велики во Скопје, за чиишто операции е одговорна ТАФ Македонија, се најде меѓу 10 најквалитетни аеродроми во Источна Европа на прогласувањето на светските аеродромски награди Skytrax 2015. Наградите беа доделени во рамки на 21-виот сајм за аеродромски услуги што се одржа во Париз. Скопскиот аеродром е прогласен за 9 во Источна Европа. Во 10 најдобри се и аеродромите во Будимпешта, Талин, Киев, Рига, Белград, Тбилиси, Софија, Братислава и Варна. Полскиот тим Kielce ќе биде последната пречка на патот на Вардар кон Final Four турнирот во Келн во Лигата на шампионите во ракомет. Ждрепката во Виена повторно втор пат во низа му донесе ривал од Полска на македонскиот представник, откако во осмина финалето го елиминираше тимот на Висла Плоцк. Kielce е еден од најдобро организираните ракометни клубови од Источна Европа со големи амбиции, а посебен шмек на двомечот ќе му даде дуелот меѓу таткото Талант Душебаев, кој е тренер на Kielce, и синот Алекс, кој игра за
Вардар. Првиот меч ќе се игра во Скопје во термин од 8 до 12 април, а реваншите се една седмица подоцна. Другите двојки се Загреб Барселона, ПСЖ Веспрем и Пик Сегет Кил. Грција се обидува да добие европски пакет помош вреден 4,5 до 5 милиарди евра, за кој политичка одлука ќе биде донесена на вонредна седница на Еврогрупата в петок или в понеделник. Според извори на весникот Вима, очекувањата биле 1,9 милиарди евра да се добијат од профитот на грчките обврзници, што ги поседуваат Европските централна банка и централните банки од еврозоната, а 3,1 милиарда евра да бидат доставени од Европскиот фонд за финансиска стабилност во форма на 2 транши. Во меѓувреме, Грција најави дека до понеделник на своите партнери од еврозоната ќе им испрати листа со економски реформи. Владиниот портпарол Гаврил Сакеларидис додаде дека тие нема да вклучуваат мерки кои ќе го попречуваат растот.